Драги наши гледачи, добродојавте во уште едно издание на оваа патувачка сезона на Тренд Лайф. Моментално сме во Кавадарци и ве носиме на едно многу интересно место, на гости кај една интересна личност. Следете не. И еве, драги наши гледачи, удобно се сместив кај нашата соговорничка на која денеска изненадно и додовме на гости, меѓутоа брзо потазно се снајде и не прими во нејзиниот дом, па еве и малце благичко ќе не почасти во текот на емисијата и ќе поразговараме. Се работи за Анастазија Голчева од Кавадарци, која и текако, можеби е на почетокот на својата кариера како музички изведувач и како интерпретатор, меѓутоа и текако прво па машко што би се рекло, неколку спотови, неколку нејзини песни авторски во секој поглед, меѓутоа забележани од јавноста со позитивни критики. Анастасија, ти благодарам што денеска не прими во твојот дом и што Фала ви, си поразговараме подетално со цел да те представиме пред пошироката јавност, да те запознаат малце поблиску фановите и секако оние кои допрва ќе ја слушаат твојата музика. Ајде накратко, која е Анастасија, од каде музикава во незиниот дом, од каде музикава во незините гени? Сепак има некои гени, иначе прво сакам да кажам баш кул од вас што дојдовте кај мене, што го правиме ова интервју, иако сум кај што кажа на почетокот од мојата кариера. Освен пријатели и се така тук по некој не верувам дека имам нека огромна фан база, така да тука малце ќе затоа сакам да кажам фала пак за интервјуто. Музиката кај мене, не знам, татко ми пее, свири самук, гитаристе, тетка ми, баба ми и сите. Значи има некој ген од некаде. Ама јас сум единствената што одлучи да оди по тој пат. И ете го. Од каде идејата да одиш по тој пат? Од кога се пронајде себе си дека те бива за музика, како го осети тоа, бидејќи имаш и нижо музика? Нижо, да. Па, никогаш не беше некоја идеја, тука едноставно имав желба да се занимавам со музика на некој начин, пошто што дете пеам, си подпевнувам, правам импровизации. И ништо ги терав моите дома да ме запишат на музичко. Мислам дека онака беше, пошто нели требаше инструмент да бираш, онака од кутера, од пијано одбрав. И ништо го засакав инструментот, паралелно исто нели си пеев, си гитерав сите тие работи. Средно отидов во Луи, во Скопје, исто одсек пијано. И на факултет сватив дека сакам уствари да творам и се запишав на композиција во Европа Прима. Така. И од се по нешто и на крајот излегуваат прекрасни дела, бидејќи веќе имаш две твои песни, кои јавно се прикажани пред пошироката јавност. Ајде подетално од каде инспирацијата што ти текна, бидејќи интересен е податокот што од музика, од аранжман, од инструменти, од пење се тоа, од текстот исто. Пак, исто, средно, исто почнав да пишувам музика своји песни, си купив лаптоп, почнав нешто во еден софтвер да пробувам и само растеше таа желба да уствари на крај да имам некакви доволно добри финални производи што нели можам некогаш да ги објавам. Собрав еден куп такви, имам цел албум на песни, само што дури лани прв пат одлучив конечно нели да ја представам збор, да ја објавам, да ја пуштам таму у етер. И исто оваа година сметав, имав направив една пауза од година и нешто скоро и јас објавив и сетила пред што знам, 2 месеци. Да, 3 недели и така. И сега нормално планирам да зачестам со објавувањето на песни, пошто доста време, доволно време си седат у фиока. Така да тоа,
Која беше причината што така се охрабри си викаш сега ли е моментот, не беше ли досега доволно спремна? Ми се качија на глава другарите и другарките, искрено. Да, што ти Така, вика? па ете, објави песни и бев така, Редно е, доста само работиш, да. работиш, креираш. Тешко Да. ли е да се биде се во една песна? Не знам, па не би рекла дека е тешко и на некој начин што бев приморана го правев тоа, што знам и мислам и природно ми доаѓа да пишувам се и ми е тешко да си ги објаснувам идеите на некој друг и да очекувам тој, нели, да ги реализира. Да ги реализира и така да знам точно што слушам у главата и со тек на време ете се научив како тоа да го претворам у финален продукт и мислам дека ја најдобро се разбирам, мислам нормално, ја најдобро се разбирам самата себе и што сакам и како сакам тоа да звучи. Што не значи дека не сум отворена за соработки у иднина, а баш би било кул и интересно да се направат неколку соработки со други музичари, од други жанрови, така да исто слободно еве сакам да кажам ако некој е заинтересиран или сака да соработуваме, може слободно да ми пише без срамење, без ништо. Мислам како Анастазија дојди, ете на Инстаграм или на Фејсбук дојди или сакам да дојдам да правиме нешто, кај мене у студио може микростудио и може да направиме нешто. Да, нешто поинтересно. Да, дефинитивно. Било Нешто ново, да. Интересно е што во спотовите не се појавуваш ти така, не си видлива толку многу. Сега за сега. Сега за сега. Што е причината што не сакаш да се прикажеш пред јавноста? Обично сите изведувачи, пеачи сакаат да бидат во гро план на самите спотови, а што не е тоа случај кај тебе? Па, не знам, немам размислувано баш толку на таа тема. Лани така излезе, ете со Мартин, режисерот. Правевме муабет, он ми предложи актерка и така некако бидна, само со, нели, со она да биде главниот лик. Пошто и она има и искуство, па можеби дел од тоа е пошто јас немам никакво искуство пред камера и малце можеби ми трема, не знам. Допровете ќе истражувам сега третиот спот, кај што планирам ја да сум конечно во него. У вториот спот ми имаете усетила малце на неколку така секунди, кратки, кај што ја го возам југото, иначе морам да се пофала. Шоферката си ти на југото? Јас сум. Добро. И така ете, план ми е сега третиот спот што би требало да го снимаме за 1 месец да сум јас конечно пред камера. Супер, одлично. Сакам да си во сите мои сетила, ти вколе градиш огнометот со ништа. Со ништа. Скрени коп ножи чекат на ред, попълнен сончевен денови сред. Веком слушам на зборови фрази. Криени мисли става без них, но нечий сон силно окован мир. А аз не кам да се разбудам. 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 Сакам да си во сите мои сетила, ти вколе градиш огнометот со ништа. Со ништа.
Кажи ми, идејата за спотовите. Комплетно беше твоја или режисерот ти помагаше? Тој го смисли сценариото, како да изгледа? Баш интересно, затоа што јас и имавме една група на луѓе кои што требаше да бидат у спотот, поголема група на Инстаграм и напишавме сценарија, јас и Мартин, пошто имавме скроз различни идеи, јас и он, и оставивме да гласаат сите и мојата идеја победи. На крајот, така да, што не значи дека Мартин немаше удел у тоа, имаше огромен дел. На крајот не излезе ни сценариото, пошто немавме време, па моравме двајца актери да ги тргнеме, немавме доволно време за да снимаме, да ги снимаме сите сцени што требаше да ги снимаме. И да, тоа беше така некако излезе на брзина, но сепак одлучивте импровизирано. публиката да гласа. Публиката, да. Кој сценарио повеќе им се допаѓа. Да. Интересен потек, што мислам дека до сега никој не го направил. Да. Потоа сте автентични ете на тој начин за песната Сетила. Добро, тоа значи дека сега во иднина ќе соработуваш повторно со Мартин? Дефинитивно. Мартин ми е сега и можам да кажам другар. Јас него му пишувам музика за неговите филмови, он ми прави спотови, и мислам дека многу добро функционираме јас и он. Најчесто затоа што баш имаме различни идеи и некако на интересен начин се спојуваме и нели правиме некој баланс и излегува стално. Барем јас сум презадоволна од спотот, Мартин е дефинитивно преталентирано дете, исто one man show се прави, он снима, монтира, режира, се прави и е многу добар тоа што го прави, точно знае што сака. Што е супер затоа што ја појма немам што сакам. Значи многу ми е тешко да дефинирам за спотови. Да, али кога станува за музиката, точно знаеш што сака. Сакаш. И сега кажи ми, како успеваш? Нели треба во тие аранжмани да се отсвират инструменти, да се добави тоа? Ти, како што спомна, знаеш да свириш само пијано. Ти требаш ли дополнително да се едуцираш во делот на другите инструменти, за да можеш да ги отсвириш во живо намо каде што има потреба? Па, цел живот јас уствари сакам да свирам, сакав да свирам и поиш инструменти, негде у 8 оделение земав и гитара една, ми ја купи тата, првата гитара. И се научив на гитара да свирам. После, пред некоја година сватив дека ми фалат и живи бас инструменти, па купив басот, тоест живи бас линии да снимам, па во басот купив и укулеле, имам план да купам и тапани, па можеби уште некој инструмент, пошто сепак, иако нели музиката јас ја правам електронски, у програма, у софтвер, сепак мислам дека има една уникатност и убавина во живите инструменти и секогаш гледам во секоја песна да инкорпорирам барем неколку живи инструменти во песната. Така. Интересен е и стилот на пеењето во самите песни. Во кој жанр се сврстува тоа малце јас како лаик да ми тешко прашање. Поп ли е, не е ли поп, не е ли? Ако морам да одберам, би рекла нешто како инди поп, алт поп, нешто бедрум поп помалце, со некои R&B, фанк елементи, и не ми се сите скроз ист жанр песни, така да сега баш третата песна е скроз различна од се до сега што имам напишано и објавено. И така. Автентично, не секојдневно, што можеби нов звук на пазарот. Па не знам, тоа оставам вие да оцените нели тие што слушаат. Јас искрено немам објективност баш кога станува збор за моја музика. Не можам, пробувам да бидам објективна, ама не можам. Не знам. Не можам да оценам. Добро, најавуваме сега и трета песна, се знае ли кога ќе излезе песната? Не се знае, ама се знае дека треба спотот да се снима за 1 месец. Песната е готова. Сварена е, сготвена е се. Само треба да досредам уште некои детали и да го снимаме спотот. Можеби за 2 месеци, отприлика. Месец и пол, 2. Да, не знам. Некаде ќе имаме нешто ново од тебе, освежување, каде што веќе конечно и ќе се појавиш. Редно беше, мислам. Публиката. Да.
те види едноставно малце подобро и да се запознае одблиску со тебе, затоа што сепак изведувачот е битен, затоа што тој ја донесува на некој начин и самата мелодија. Ме натера, ете. Успеа да ме натерат. Ете, Мартин. Така, кои ти се идоли од пеачите? Имаш ли идоли? Идол ми е секој еден човек што е талентиран и што го прави тоа што го сака. Не мора да е познат или било што. Идоли ми се и другари и другарки кои, ете, нели, со своите карактери, со своите таленти, прават нешто. Тоа, гледам од секој еден да учам, од секој еден да, што знам, да абсорбирам. Иначе, ако, ете, луѓе кои што ми се познати артисти, кои што ми се мене едни од помилените се Стил Узи, Реми Вулф, Джейкоб Колиер и така на тоа. Добро. Инспирацијата на текстовите, на музиката, од каде ја црпиш највеќе? Искрено, многу често немам никаква идеја. Едноставно само чувствувам некоја енергија, некоја потреба креативно да се изразувам и скоро никогаш не знам кај ќе ме води тоа. Едноставно само седнувам да пишувам и до крајот на денот имам песна. Никогаш не знам што ќе излезе и стално е некакво изненадување и за мене. Инспирација црпам од секаде. Од животот, од други песни, друга музика, така. Значи можеш да направиш песна за еден ден? Не, мислам дека тоа ми е и мана, што морам да ја направам у истиот ден, дури ја чувствувам таа енергија, уште таа инспирација и тој вајб, сега да не користам англиски зборови, ама да, баш тој вајб и никогаш нема пак да се чувствувам така како што се имам чувствувам на тој ден. Да имам таа истата енергија и од таа причина гледам у еден ден да ги завршам песните. Евентуално ако имам нели пишувано од саба или до вечер, си легнувам, па станувам, па пак ја доработувам, дур сум со истата инспирација и така ден два морам. Најчесто се случува тоа кога си весела, кога си тажна, нешто изреволтирана, во каков модем си тогаш? Сите тие моменти, сите непредвидливи. Непредвидливо, да. Добро. Кажи ми кога си дома, еве. Добро. Како ти поминува денот? Како ти е, освен што пишуваш, што креираш музика, што друго правиш? Па ништо. Не, што знам, гледам Netflix, ама гледам сега моментално, пошто немам баш многу слободно време, гледам цело слободно време да го искористам во пишување на музика, во правење, средување, такви некои работи за пишување идеи. Не знам, одам у теретана, вежбам, поработувам, снимам вокали, имам неколку клиенти, затоа и така ми минува денот. Значи претежно работиш. Претежно работам, да. Претежно работиш. Добро. Каква музика најчесто сакаш да слушаш? Било каква. Таква каква што пишувам од прилика, значи инди поп како артистите што ги спомнав, бедрум поп, алт поп, алт рок. Се, можам се да слушам. Така, и еве сега ако некој од народната фела дојде кај тебе и знае дека правиш музика и све, рече Анастазија, сакам да ми направиш песна. Можам, мој стил, мој жанр. Не би се пробала во друг? Ја би се пробала, ама мислам дека обидите би били неуспешни, што најмногу ми оди овој жанр. Најдалеку поп, рок. Иначе тешко друго. Барем сега за сега. Немам искуство у други жанри. Да. На тој да. Добро. Те забележувам дека си кежуал обличена. Секогаш. Добро. Тоа значи дека секад си вака, така? Кога излегуваш со другарките,
знаеш да се уфирцаш така, да се дотераш со штикли, со некоја Штикли некое немам носено. фустанче, например. Штикли немам носено од 8 оделение за Нова година. И тоа не ги ни носев ни тогаш, пошто не може. Едва ја одев после. Не, што знам, гледам, да, стално да се облекувам по кежуал, знам некојаш, нели, да се навечер да се дотерам, да се нашминкам, такви работи, да облечам како кошула. Ама За штикли гледам не? штикли никогаш не. Патика, мартинки, фустанчиња, ретко, ама сукнички, чат-пат. Значи знаеш Па, да облечеш. Да забегам малце. Колку пати си експериментирала со коста, сега забележувам дека автентично е, нели, кратка коса носиш, веќе 3 години како што знам. Да. Меѓутоа претходно еве што најмногу си носела, што ти лежи, зашто сега баш кратка? Па пред да се пострижам, косата ми беше до тука и баш витка не имав. Не знам, едноставно мислам дека од средно сакам да имам кратка коса и само дури пред 3 години имав храброста да се пострижам и топ ми е, затоа што не треба ништо за многу е лесно за одржавање, само стануваш, чешлаш, ставаш гел, толку. Значи полесно ти е за Полесно ми е. функционираш. Да. Добро. Забележувам носиш и накид, така интересен. Накид. Значаен ти е, од подарок ти е или си имаш навика да си купуваш и сама? Па, обично си купам сама, ама овој прстен ми е од драга братечетка. Ја те поздрав и до неа, до Елена, ми го зема, знам, од Србија. А другото, тој ми е од мајка ми, поклон, а тоа си го купив сама. Не знам, рандом работи, што ми се свига, само си купувам, си ги носам. Така. Ланчиња исто носиш? Да, ова ми е поклон од сестра ми и стално се фали дека Што е привезакот? не знам што е, на екскурзија го купила, ама пошто ми е од неа и си го носам цело време. Носиш Да. секогаш. Добро, купуваш ли скапа гардероба? Сакаш ли да носиш марки, да си брендирана кога излезеш целата? Не, ја сум, сите што ме знаат дека многу обожавам да купам на попуст. Супер. Така, тоа правам, ама неам, што знам, гледам да облечам нешто што ми се свига. Гледам да купам тоа што ми се свига и друго не ми е битно. Не е битно, значи ни колку пари е, ни ете, ако е на попуст уште е подобро. Уште подобро. Да, меѓутоа немаш некој фетиш дека мора да е бренд, некој не знам што. Апсолутно не. Во делот на храната, што најмногу сакаш да јадеш? Што ти е така, дека ако такво нешто не јадеш, например, во текот на деновите, нешто ти фали, например? Омилено јадење кое ти е, да речем. Ајде. Немам милено, се ми е убаво. Посебно готвењето на баба ми и на мајка ми. Така, баба ти, мајка ти се задолжени за готвењето. Кажи ми, помагаш по дома? Многу нормално, мислам, не само што помагам, туку мои се обврските да го одржувам просторот, нели, чист, убав, среден, каков треба да биде. Така, значи се грижиш и за домот, Да. и помагаш и на баба ти, на мајка ти, околу средувањето. Што најмногу мразиш да правиш по дома? Што сега така го ставаш, ја што викам, под тепи, као го забушотуваш, не го доработуваш или избегнуваш да го сработиш? Па, немам баш опција да избегнам да го сработам, така да, не знам, као и секој, не обожавам да чистам, ама морам да го правам тоа, така да и го правам. Не знам. Така, добро. Од пијалоци што најмногу сакаш? Еве кога Кафе. излегуваш со другарките? Па, освен кафе, пиво обожавам. Пиво сакаш. Супер, малку невообичаено за женско, меѓутоа сега некако атракција Шо? стана пиво, повеќето женски пијат пиво. А да, обожавам и крафт пиво. IPA ми е умилено. Така. Супер. Што најмногу те нервира? Те фрустрира онака? Те Кога вади од немам кожа? инспирација. Да? Да. Добро, а што те прави среќна? Кога имам инспирација. Дипломатски одговор. Да. Вообичаено. Ете, што е тоа што најмногу те вади од кожа, ајде. Открини нешто, ајде. Стварно не знам, многу малце работи ми вадат од кожа. Не сум, што знам? Па баш дека се малце наброи. Па не знам, па не. Некој ако ти рече не. нешто, некој ако
Па, многу сум така по искулиран тип, не ми е баш. Што си во гајде. хороскоп? Риби. Риба. Познак знаеш што си? Бик. Значи тоа е тоа биковското во тебе што те буткае напред за да до крај ги завршуваш некои работи. Да, инат сум стварно сум инат за некои работи. Да се така Полабави. положени, полабави, така да и двата хороскопски знаци имаат некакво влијание, да речам, активни се со оглед на карактерот кој моментално го знаеме твој. Во срцето на Тиквешијата, на 150 метри надморска височина, се наоѓаат плантажите на Агрокалем Тимјаник Неготино, со долгогодишно искуство и производство на квалитетен саден материјал. Домашно производство во сопствен расадник за сите видови овошни, вински и трпезни лозови садници. Производство на трпезно грозје и чување во сопствен ладилник. 075 263 435 070 432 005. Агрокалем Тимјаник Неготино. Заштедете време и пари, практично, модерно и квалитетно. Уредете го вашиот дом со Кист мебел. Одберете тапациран и плочест мебел, теписи, стази, гарден програма за вашето предсобле, дневен престој, детска и спална соба, двор или градина. Посетете го продажниот салон на Кист мебел. Одберете и добијте бесплатна монтажа на самиот кружен тек кај судот во Свети Николе. Или побарајте ги на 075 252 567. Вршат и достава до дома. Направете идеален избор за комплетен дом. Кист мебел. Интересен разговор тука имаме со Анастазија. Ние ќе продолжиме и понатаму да ја испрашуваме, да ја провоцираме и ќе дадеме доста интересен предизвик за кој таа поима нема дека ќе го дадеме. Меѓутоа, што да правиме, концептот на емисијата е таков. Забележав во твојата соба доста интересни работи, така не секојдневни за една девојка која веќе има 23 години. Ме потсетува на дека во секој случај си и дете во душата. Секогаш. Да, така да претпоставам дека ги чуваш ради тоа што ти се драги, сигурно ти се подароци, па и те не можеш да се одвоиш и емотивно си врзана со нив. Што, например, да ни кажеш, кој е, што е и зашто го чуваш толку време? Не, искрено, јас си ги купив во последните 2 години. Да? Значи, имам таму од омилените цртани, од студио Гибли имам од неколку цртани. Имам таму се од принцезата Мононоке, од Spirited Away, од Рик енд Морти имам, што ми е еден од поомилените цртани. И другите некои такви ситници се поклони. Значи, сама си ги купуваш? Сама си ги купувам. Јас пак помислив дека ти се од некого и ги чуваш. Тоа значи дека обожаваш да гледаш цртани? Не, ама ми се омилени цртани од детството што ги гледав и не знам, ми беше кејф да си ги купам тие работи за да се потсеќам на цртаните, да, затоа што стварно ми се едни од помилените. Темпераментно, многу живо дете и до ден денеска не можам да седам на едно место, а морам цело време нешто да правам. И така, весело, среќно дете. Палава беше, правеше бели по дома? Па ја вака се од моја страна, не. Треба да ги прашаме мајка ти. Треба, ама на работа се така да. Така да ништо немаме точен одговор. Сега секој за себе се пали, све си кажува позитивно за себе си. Нормално. Одлично, супер. Добро. Јас би сакала сега да подзивнеме малку во твоето катче каде што креираш музика, каде што работиш. И таму на лице место имам еден предизвик, ти го дадам, да видиме дали ќе го направиш како што треба. Може, нели? Океј. Ајде да пробаме. Ајде.
И еве веќе дојдовме во студиото, мини студиото на Микро. Стазија, микро како што она сака да го нарече. И сега време е за да видиме што таа работи, меѓутоа уз тоа ќе за да покаже што работи, на кој начин ќе го дадам и предизвикот, кој како мене ми е многу интересен и битен, бидејќи за се е задолжена, за музика, аранжман, за текст, се, и сега инспирација добива во секој момент, и сега јас добив инспирација. Инаку беше друг предизвик, меѓутоа сега го сменив, затоа што сакам во најбрз можен рок Анастазија да ми спакува едно парче песна, да ми направи една песна и да видиме како тоа ќе изгледа. Јас ќе помогнам во делот на тоа што сакам од прилика да ми биде изработено, бидејќи ете на тој начин ќе провериме дали може, бидејќи се пофали за еден ден дека прави музика и текст. Добро. Сега малку под притисок ќе ја ставиме да направи во најбрз можен рок песна за мене. Ајде да видиме сега што ќе биде. Може така? Може, ајде. Тешка задача. Ајде да бираме Ајде. кик некој. Ајде. Обично многу време гувам тука, али ајде нека Ајде. биде тој нека биде. Ајде. Да стане на довош. Ајде. И додека бара, сигурно и се врти некоја идеја сега. Сигурно. Што ќе биде и каква ќе биде песната. Па, од прилика, сега не, ама ајде нека биде тоа. Добро. Ништо, да пробам да редам само сега. Ајде. Некаква едноставна мелодија, тоест ритам. Едноставен ритам, за да може ја да се снедам како ќе го отпеам иначе. Ај ти ќе ми Да. помогнеш во тоа, може терците ќе ги пееш ти. Па, можем и така, да. Обично тоа ми е сакам да хармонизирам. Добро. Да, не ми се свиѓа. Данеш друго бара. Не ми се свиѓа. Океј, нема врска, нека биде тоа. Ајде. Сега ставам hi-hat Добро. и го правиме. Ама не, ќе биде на секој второ. И ќе само се е досаден процесот, дури да имаме нешто, дури да ставам и Основата да ја налепиме. да, основата да имаме некаков било каков ритам, па ете copy-paste еден. Убаво звучи, сега за сега. Има време. Ајде само за да не биде досадно. Што ќе ми ставиш сега? Hi-hat, open hi-hat некаков, за да имаме нешто промена во ритамот. Добро. Може и тука го ставиме, може некој... Ама, тоа не го ставам. Некој конги нешто да ми ставиш, а? Конги? Да. Па ајде. Ај, конгите убаво ќе се И вклопат, бонго ја е, бе. мислам, бонга е така. Мислам убаво ќе се вклопат у ритамот. Може да го ставиме Така тука ми негде звучи на некако. крајот. Мгм. Тука само што е прегласно, може малку да го ставиме тивко и да го ставиме позадина, да му ставиме hi-cut, нека Добро. биде понежен. Вака може и еден реверб. Колку си брза така. Само што тоа не е реверб. Тој реверб го барам и може да биде скроз у позадина така. Добро. И сега И сега да ставиме, не знам, некаква Клавиатура, така? клавиатура нешто. Добро, што ќе ставим? Или нека биде... Ајде, снимам. Ајде. Од прилика, само вака ми ќе треба малце... Лажам. Вак.
Да. Окей, ето пак луп правиме, Добро. односно круг на тие работи. Ајде, може да го квантизираме, за да изгледа тоа така. Што да ставам за? Интересно. Само што тоа треба да биде така. Сега може да е малце подолг процесот. Можем да ставиме вака, за да не се кратат. Добро. Бираме, ајде, не знам, некаков Друг инструмент. друг инструмент. Добро. Некаков Чинели. чинели, имаме Да. чинели. Имаме ставено. Имаме. Добро. Не знам што да ставиме друго. Гитарче. Гитарче. Да. Ај, органот нека биде сега за сега. Добро. Да ставам Оргула некоја. Да. Добро. Може. Обожавам оргули. Да? Како инструмент, да. Само нема да личат баш на оргули. Добро. Тоест на орган. Не знам, нека мелодија да ставим. Да ставам. Ајде. Само зеза тоа не сака да свира. Добро. Ај вака. Баш убаво звучи. Ајде са некој друг инструмент. Друго, што да ставиме? Нешто вако. Харфа? Не. Ова е Ете- флейта. Не, ударалки се нешто. Синтесайзери во секој случај, ама звучи како Баш како ние, како да, ти вика, како да не ми текнува сега и мене. вибрафон, Е, така. така нешто. Добро. Нешто така. Супер. Добро. Ајде, многу ревербе, премногу вакво, премногу тоа, Добро, намали малце го. поише, Добро. притисок. Аха, ајде, притисок. Тоа ставиме сега. Уште многу имам. Па, не знам, пак бака се може уште бас гитара, Ајде. бас да ставиме некаков било каков и само за да имаме ете некаква основа. Так, превисоко за бас. Може само да ги ставиме. На неколку места, нели? Па,
Да. Ајде видим. Така треба да биде, малце сгрешив, али окей, лесно се коригира. се коригира. Добро. Сега е вас. Остави октава по-долу. Добро, само може текст напишеме. Ајде текст. А, Ајде што в текст ќе напишеш. Леле. Ајде, притиснай. Сакам да сум само дома, кола нема никој. Океј, имам идеја, само Ајде. да запишам. Обично вака функционирам, си ги пишам одма. Добро. Океј, па така некако ете. Сакам да сум само дома. Само дома, кола нема никој. Тогаш сите стихови. Сакам да сум само дома, кола нема никој. Тогаш сите стихови. Немам да ги прикријам. Нема да ги прикријам. Нема да ги прикријам. Кола нема никој. Тогаш сите стихови. Немам да ги прикријам. У глава ми правят трикови. И она може као да... И не можам да спијам. Нешто да... Сјаки, да, у позадина може да се пратам. Сакам да сум само дома, кола нема никој. Тогаш сите стихови, нема да ги прикријам. У глава ми правят трикови и не можам да спијам. Сами си најголемиот хит кој стваруваме за да играме сега. Мачот? Име мачот, а јас сакам само да колирам. Готово крај. Име мачот, а јас сакам да колирам. Али не се ово треба да го вежбам. Па, може да. Тоа сите стихови. Нема да ги скријам, ај па. Нема да ги скријам. Океј, ете строфа. Добро. Јас сум само дома, кога нема никој. Тогаш сите стихови, немам да ги скријам. У глава ми правят трикови, не можам да спијам. Име мачо, па ја сакам да колирам. Пасија, ти си ми пасија. Нешто као рефрен? Пасија, ти си ми пасија. Сега, се тоа треба се. Даде го видам текстот. У глава, така? У глава. Глава ми правят трикови. Аха, студирам. Име мачот, па ја сакам да колирам. Да, може двете заедно да го открием. Баш ме би. А може да пробам? Ајде. Само да гледам, ја Ајде. не знам што. Ајде.
Пише. Чекай, кажи ми кога само да почнеме. Па ево го, има темпо, Да. со две. Ајде. Па, уште еднаш од почеток. Одно стартаме, немаме Па, бобет. има 4, еден такт има. Добро. И Сакам да сум сама дома, кога нема никој, тогаш сите стихови нема да ги скријам, у глава прават трикови, не можам да спијам, и ме мачат, а ја мачат, а ја сакам да изолирам, пасија, ти ми пасија. Ајде уште еднаш, ова беше генерална проба. ај. Ајде. Сакам да сум сама дома, кога нема никој, тогаш сите стихови нема да ги скријам, у глава ми прават трикови и не можам да спијам, и ме мачат, а ја сакам да кулирам, пасија, ти си пасија, и пасија, ти си пасија. Супер, топ! Тенк! Готово. Многу Имаме песна. јако! Имаме нова песна, само треба да ја доправиме, да ја доработиме и ќе ја ставиме у аптека. У фиока одлично. пак. Одлично, значи немам зборови, значи за толку кратко време направена, можам да кажам, еве строфа од песна за И рефрен. Полурефрен. Како? И И полурефрен. полурефрен, ете така. 80% завршена работа во делот на строфата и скоро полурефрен. Одлично, супер. И инспиративна и убава, ми се допаѓа и мелодична и текстот е одличен. Сега да ти кажам нешто. Добро. Деки се потруди. Јас се надам дека песнава еден ден ќе биде моја. Важи. И дека може би Да, ќе добар испееме и сум. заедно. Да. Ти носам подароци од нашиот спонзор кој секогаш се грижи да не доаѓаме со празни раце и се доста вкусни и интересни. Фала ми. Значи тоа се наши македонски производители на кифлички, значи круасанот, шејк исто еве повели, така да ќе Фала имаш ви. можност да си уживаш во добра храна. А ова е познатиот круасан шејк, кој е нов на пазарот тука во Македонија и доста е Топ. актуелен и го има Па, сега речиси за во мене? сите, да. И го има речиси во сите маркети во Тифлишкиот регион, па и во државата. Така да исто прават и мили брод, така да убава Топ. закуска Супер. за по дома, ете да може да Фала. уживате во вкусот. Не, мислам дека сестра ми за еден ден сите ќе Ќе ги изеде, така? Ако, супер, одлично. Ти Фала. благодарам што ете беше дел од Тренд Лайв, што ете одблиску ја запознавме јавноста која е Анастазија и што таа прави Фала во ви, животот. мило ми беше и мене. Посакувам успех голем, знам дека ќе поминат песните многу добро кај публиката и здраве Боже да се гледаме на учество на фестивали, на концерти и секако на ноќните свирки да дојдеме специјално за да уживаме во твојата музика. важи. Фала ви. Фала ви многу, мило ми беше и мене. И поздрав. Океј, драги наши гледачи, тука некаде со Анастазија ќе се одјавиме, ние ќе останеме да ја доработиме песнава, да видиме на крај што ќе излезе, а ќе ја чуваме во тајно се додека не одлучиме да ја објавиме и ништо чудо да ве изненадиме. Останете здрави и живи, здравје Боже, се гледаме во наредна емисија на Тренд Лайв. Чао. Чао. Шејк е вкусот кој ни требаше. Неодоливо вкусен какао крем. Внимателно одбрани состојки, мекост и свежина. Тоа е круасанот Шејк. Побарајте го во маркетите. За поголеми количини на 075 926 702. Произведува Полет Фуд. Тремник, Неготинска. Шејк. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет што туку стана уште побрз.
Од 1 февруари зголемување на интернет брзините до 40% без доплата. Сурфањето никогаш не било побрзо и подобро. И нао. Ново. Сигналко кола и Сигналко Оринч. Сега и во лименка. Сладка е, толку мазна е. Твојата нова Сигналко навика. Сигналко од 1905.